Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е Јанко Бачев. Почитуван господине Именјак, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и се надевам дека ќе го задржиме вниманието на интересни теми, а особено еве ми е драго што после 20 години од емисијата Јади Бурек вечерва премиерно имам шанса да настапам и да се представам пред гледачите. Мило ми е. Господин Бачев, вие сте и лидер на партијата Единствена Македонија подолго време. Спаѓате во редот на оние помали партии. Не успевате сега за сега да влезете во парламентот, што за мене е не само заради вас, туку воопшто заради демократијата сметам дека малите партии треба да ги има. Поинтересно ќе биде. Тоа е моето мислење. А од друга страна, во предвечерие сме на локалните избори и на пописот. Пред 2 дена добив еден видеоклип, како промоклип, на кој вие се појавувате, во кој повикувате и му советувате на македонскиот народ да не искача на овој попис, да не се попишува. Мислам дека е добра тема да стартуваме со ова, господине Бачев. Па вака, значи, само едно допрецизирање, не е само Единствена Македонија што повикува на неизлегување на пописот, него ние таму е направен национален блок, насловен како Не отварам врата, во кој што има 20 субјекти, Единствена Македонија како партија и уште 19 граѓански здруженија. И точно е, ние тој блок, целта за формирање на тој блок е токму тоа, формирање некаде во февруариот и првично нели требаше пописот да биде во април, па се одложи. Значи го формиравме бидејќи со сите показатели што ги видовме, законот кога го погледнавме за попис, методологијата кога се донесе, таму е веќе јасно дека пописот ќе биде фалсификуван со однапред договорени проценти и тоа што го слушаме секој ден од Заев, од директорот на Државниот завод за статистика, дека нашиот закон е усогласен со стандардите на Европската унија и со документите на Обединетите нации, тоа народот нека го заборави. Тоа е една голема лага. Еве јас само телеграфски можам да набројам само 3-4 моменти. Не мора телеграфски. Можете да образложите, бидејќи мене многу ме интересира како новинар, врз што се темели, бидејќи оние кои па сакаат да се попишат велат врз основа на што? Кои се вашите докази дека овој попис ќе биде наместен или што ти ја знам и така натаму. Така да ве молам бидете поопширни, слободно. Значи тука сега нашата предност е што не треба некои докази да се бараат дека тие се некои тајни работи, некои еве тоа е напишано во законот. Значи само од законот ако се види, од него може да се извлече аргументот дека пописот ќе биде фалсификуван. Прво да кажеме, во законот е предвидено да се попишува резидентното и нерезидентното население, или да појаснам подобро за народот, значи и населението во земјата и населението што живее во странство. Значи без разлика колку години отсуствува од земјата. Значи сега ние може на пописот да не излезат вкупно население и 3-4 милиони, а сите викаат дека пописот е статистичка операција со која врз основа на која треба да се проектира домашниот развој. На образовен план, на културен план, на социјален план, нели да видиме колку сме во земјата и врз основа на тоа да се градат школи, болници, градинки, како да се проектира развојот и утре ние како ќе проектираме тој развој врз основа на пребројување на вкупното население. Од друга страна, според стандардите на Евростат, тоа е статистичко биро на Европската унија, се попишува само домашното население и лицата кои што се во странство не повеќе од 12 месеци. Значи тоа е тој европски стандард што е предвиден, додека кај нас сега не е битно колку престојуваат, сите на купче ќе се бројат, бидејќи тоа им одговара на албанците. Еве, до сега се попишани 193.000 на апликацијата на Државниот завод за статистика во странство, со тоа само попишување, што оде веќе колку оде веќе од февруари месец, еве, до сега 7 месеци. И тоа не престана? Не престана, уште оди. Попишувањето, значи онлайн, од странство, не престана? Не престана, така, само попишување го викаат. Само попишување. Вие претпоставувате дека албанците многу организирано си го искористи ова. Значи од 191.000, тоа е официјален податок, од Државниот завод за статистика, 191.356 мислам ја до вчера, заклучно со вчерашниот ден се попишани, од тие 191.000, 180.000 се албанци. И сега во Австралија се попишани 1600 македонци, во Америка околу 1800, и секој нормален ќе поверува дека во Австралија има 1600 македонци. Или во Америка 1800 македонци. А значи, можеме ли да претпоставиме дека македонците
обично кога ќе заминат со честни исклучоци, фала Богу дека ние имаме јака интелигентна диаспора, ма дека генерално повеќето од нив не име ни гаеле, нити се попишуваат, нити гласаат кога имаат можности. Диаспората не се покажа многу агилна, освен она јадро, нели, кое го издвојувам надвор од ова. Ја баш и следев некои дебати на Твитер дека за разлика од албанската диаспора, ние многу не сме заинтересирани македонците да се покажеме колку сме во собствената земја. Тоа е на прв поглед така изгледа, ама тука сега има една друга работа, значи правилен реален попис може да направи само народна власт, патриотска, која што сака да има реален попис. А ова власт, бидејќи знаеме дека е инсталирана и купена од странски центар, тоа нема да го направи. Не е баш така и албанците што викате, албанците, што се случи сега, Бујар Османи и Ардан Груби, 2 месеца шетаа по Швајцарија, по Америка, по Австралија, со државни пари, ги собраа сите матични броеви, ги спопишаа. Значи тоа треба да го направи државата. Утре лесно ако имаме ние народна власт, пуштиме 20 наши министри во Австралија, по Америка по 2 месеца таму да седат, ќе ги соберате сите матични броеви од сите македонци. Не е проблем. Значи ние не го направивме она што албанците го направија. Не го прават и на државна сметка се шетаа 2 месеци. И сега тоа им е битката сега да се брои вкупното население. Ако оставиме сега да се брои само домашното население, албанците далеќе бидат 12%, 13%. И затоа сега со вкупното население на купче кога ќе стави, значи може ќе отидат и 30%. Значи тука е сега, значи според тие документи на Евростат, еве погледнете го било кој закон за попис на земја членка на Европската унија, тоа е стандардот. Домашното население и не повеќе од 12 месеци престој во странство. Значи тоа е едниот момент. Ние сакаме диаспората, пример, не е спорно да се евидентира, да си знаеме колку имаме во диаспората, ама да не го ставиме во вкупното население кога ќе се пребројува на крај резултатот. Ние може да кажеме во Македонија живеат толку и толку, ама во диаспората како евиденција имаме уште толку, добро? Или еве уште еден пример, со тоа само попишување. Мислам дека пред 2 години Србија имаше попис. И таму на пописот се попишаа 22.150 македонци официјално. Без дека се повеќе, ама официјално толку, според тоа. Со само попишувањето во Србија ние имаме 970 македонци. И сега ние ќе броиме 970 македонци во Србија, а официјална Србија признава 22.170 македонци со официјалниот попис. Ај уште еднаш не го разбрав баш најдобро ово, а ако мене ми е малце збунувачки, може би и на некој од Значи Србија имаше официјален попис. Добро. И според тој официјален попис излегува дека има 22.000 македонци. 22.000. А од февруари сега кога се прави тоа само попишување, сами да се попишуваат нашините во странство. Што кажавме и албанци, и турци, и македонци. Значи таму се попишани во Србија само 970 луѓе. Имало втор попис или по само попишување? Само попишување за нашиот попис збориме сега. Нели нашиот попис дозволува во странство електронски да се попишуваат. Аха, само 900 македонци се попишале од Србија. Да. А кога бил пописот во Србија, таму се пријавиле дека живеат 22.000 македонци. Зошто е тоа така? Па значи нашите луѓе сега, како што кажав, едната варијанта е можеби го прифатија нашиот повик да не се попишуваат бидејќи ќе биде пописот фалсификуван, а втора работа е што велите и вие, значи не треба да оставиме на случајност, сами да ги оставаме луѓето дали ќе се попишуваат, значи тоа треба да биде државна акција. Значи добро да им се објасни тоа, како овие двајцата пак ќе ги спомнам што шетаа по странство, им ги собраа личните овие матичните броеви и ги испопишаа, значи ама ние немаме сега таква власт во моментот. Иначе би било добро за македонците да имаме некој македонска варијанта на Бујар Османи, за да да го пуштиме со државни пари да шетат 2 месеци по Австралија и по Америка. И да ги собере и да ги обедини македонците. Така, ќе ги собере таму матичните броеви да им ги собере. И па кој нормален ќе верува дека во Австралија има или до 600 македонци? Толку се попишени до сега, само попишени на таа апликацијата во странство. Не може ли да им се одговори контра на тоа со наше поголемо организирање? Не може, превеќе се распрлани. Па еве ние правиме напор, ама сега колку тоа допира до јавноста, тоа е државна, тука треба државна акција, државен проект. Значи тоа е едниот момент за кој што ние викаме дека. Добро. Сега вториот момент е каде што за отсутно лице, на пример еве ти доаѓа дома, не си присутен, може некој во комшилок, пријател, другар, роднина да даде податоци за отсутно лице. Так. За отсутно лице. Тоа го нема исто така во ниеден закон во земја членка на Европската унија. Ај тоа нас го дозволија. Ај тоа ќе го ставиме. Сега во законот има прашање и за националната и верската определба. Сега замисли некој за тебе ќе каже што национална определба ти може ќе излаже. Ќе те направи турчин, ќе те направи албанец, ќе те направи србин може, ќе те направи бугарин.
Значи, а националната определба и верската определба е строго лично право. Тоа е право од приватна природа, не може тука никој да се меши според домашни документи, според меѓународни документи, правото на национално определување, на верско определување, може некој атеист, не е воопште и верски определен. И сега за отсутно лице, познаник негов, дали е пријател, комшија, роднина дома, може да ја каже неговата национална определба и неговата верска определба. Значи тоа е нонсенс, неприфатливо е таа работа. Значи тие после трет момент кој што индицира дека ќе биде фалсификат, што е многу битен. Прв пат сега измислија, исто така го нема во ниеден закон, а за да биде пописот успешен, на крајот признат од сите, треба да стави подпис и директорот на Државниот завод за статистика, кој е од СДСМ, и неговиот заменик, кој што е од ДУИ. Така е во законот напишано. Ако еден не се подпише, пописот не важи. И сега што значи тоа? А значи 20 мора да си ги договорат процентите за да стават подпис. Ако едниот не е задоволен од процентите, нема да го подпише и пописот не важи. Има така наречен врзан подпис. Што тогаш би добиле со ова? Што е големата разлика помеѓу 25 и 30%? Или 20%, 30%, или 12%, 30%. Работава е сега, значи нашата цел е сега што повикуваме да не се излегува. Значи ние генерално не сме против пописот. Значи само ние сакаме реален попис на кој вистински ќе се преброиме, а не лажно и фалсификаторски. Директорот на пописната комисија рече дека кривично ќе одговараат оние кои ќе бидат поднесени пријави против оние кои нема да се попишат. Тоа е уште една голема измама, една голема лага и народот вечерва гледачи што не гледаат некако заборава тоа. Тој човек едноставно лаже. Тие се веќе во очај, уплашени се и не знаат како да постават, бидејќи ако денеска се пофалија дека се попишеле 100.000 луѓе, лажат. Народот масовно не се попишува. И тука да појаснам, народот да не се плаши. Па нели 180.000 од тоа диаспората, за така кажа денеска за во Македонија. Значи тоа е многу битно, да ја упатам вечерва пораката. Народот да не се попишува и да не се плаши. Еве тврдам најодговорно, во Македонија според ниеден закон, значи тоа го потенцирам, според ниеден закон непопишувањето не е кривично дело. Значи во ниеден закон нема пропишано кривично дело ако некој не се попише. Значи овој лаже директорот на Заводот за статистика и плюс и прекршочните казни што ги најавуваат исто не важат. Според законот за прекршоци, бидејќи тоа се улеснителни околности, кај што закон за прекршоци ќе вика и во таков случај не се одговара, бидејќи уставот е јасен, секој е должен, а уставот е највисок правен акт, секој е должен, таму има една одредба која вели секој е должен да се грижи за сопственото здравје и за здравјето на другите. А медицинската наука кажува дека најчест причинител за вирусот е контакти меѓусебни луѓето собери едно друго, кој така, значи луѓето не се должни да се попишуваат. Значи согласувам, нема кривични и нема прекршочни казни, лажат. Тоа го тврдам најодговорно. Се согласувам со таа вулгарност, нели, ако не сте вакцинирани, не можете да влезете во кафеја на кафе да се напиете, али затоа не вакциниран може да дојде кај вас дома да ве попишува. Мислам тоа е нонсенс. Не знам зошто не ги вакцинираат овие од пописните комисии, но може и за тоа да проговориме. Знаете што, јас сакам само да ви покажам, направив приватно. Јас сум новинар, имам околу 100.000 следбеници на Facebook и на Twitter. Дупло 6, значи, ја направив една анкета за еден ден, имам 759 испитаници. Значи, за 150 ја ќе имам реална бројка, бидејќи околу 950.000 е, да речеме, релевантен број на испитаници. Значи, едноставно прашање поставив. Дали ќе се попишете? Не. 63,77%, да, 36,23%. 1:2 е соодносот. Ја не знам колку може релевантен да бидам, сепак сум Facebook, популарен сум релативно, значи до секој може да гласа. Да речеме и со некоја маргина да е, да речеме, по македонската страна да е наклонета на мене, уште 10%, пак сепак нека биде 60:40, пак е добра разлика помеѓу тие што нема да се попишат наспрема оние. Дали сметате дека покрај ова, знаете што, господине Бачев, сега треба да се вратиме на нешто друго. Колку може да биде валидно ако не излеземе на попис?
да биде неважечки пописот. Се сеќавате дека се бараше за референдумот да не се излезе. Така. И ден денеска, нели, тие што велат референдумот е неважечки, прашањата и тогаш, нели, беа конфузни, се беше наместено и така натаму. Но еве, години, резултатите си останаа тие. Тие што излегоа, гласа и тие нивни гласови се рачунаат, меѓународна ги призна со аплауз, синте амбасади ги призна, Русија ги призна, Кина ги призна, Америка ги призна, Европа ги призна, сите ги признаа резултатите. Промената на името е прифатена, знаеме како е направена, јас се согласувам дека и криминално и така натаму. Нема ли истото сега да се случи? Пак да извисиме, еве со праведна причина, но еве овие 30-40% кои ќе излезат, нивното да биде главно и не знам како после ќе го вратиме, бидејќи еве гледам, името остана непроменето, иако ни го сменија, ништо не остана од она што ветува, ако не излеземе дека ќе биде неважечки. Еве важечко е. Важечко е сегде апсолутно. Дали можеби влегуваме во една нова слична замка каде што тешко ќе излеземе после од тоа? Дали ме разбирате што зборам? Да, значи, за референдумот, јас сум исто директен учесник, тогаш во блокот бевме 84 организации од земјата и странство. Водевме на кампања, ако се сеќавате, со автобусот по Македонија, Македонија бойкотира. Значи референдумот беше успешен. На 30 септември државната комисија кажа дека референдумот не успеа бидејќи немаше, значи од наш аспект гледано референдумот значи не успеа. Така. Не успеа бидејќи немаше доволна излезност според уставот. Така. Меѓутоа власта во тој момент наместо да ги стопира сите работи околу договорот со Грција, продолжи и видовме во собранието како на еден каубојски начин купија 8 пратеници и го направија тоа што го направија. Значи референдумот без разлика сега што власта не го почитува, тој има свое формално правно значење и во недадени променети околности и на Балканот и во регионот и тука во Македонија, една народна власт во секој време тоа може да го поништи. Бидејќи договорот е ништовен според повеќе основи на меѓународното право. Еве јас сега веќе можам да кажам дека датов пред некој ден книгата моја за печатење баш на таа тема со наслов Меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот со Грција. Значи сега власта тоа што го направи на каубојски начин, меѓутоа околностите се менуваат. Јас не викам дека тоа утре ќе се поништи, меѓутоа таа е една долготрајна битка која ќе трае и дека тој договор нема свое значење. Сега точно е што викате вие веќе власта засилено го наметнува тој договор, се закарува со казни да користиме Република Северна Македонија. Дури сега гледате каков шамар и мудри грчкиот министер дојде тука, вика вие мора да го почитувате, ама кај нас тоа е малку скокливо, нема да го почитуваме. Уште во Грција не се почитува овој договор, без разлика што го сменивме. Грција не ни спомнува Северна Македонија. Не го спомнува името. Не спомнува ни Македонија, ни Северна Македонија, ништо од тоа. Па нема еве на таблите кога доаѓаш од Грција кај Македонија, на знаците стои соседната држава. Да. Дури и Скопје. Тоа е толку на истина и соседната држава сега и порано става Фиром, Скопје. Значи сега што имаше поентата, значи вие викате што кажавте дека ако дојде мал процент македонци, меѓутоа ние одиме сега на варијанта да го направиме пописот неуспешен сам од себе. Што значи тоа? Еве тогаш да кажеме со сите закани за референдумот, владата на Заев со сите закани изнесе околу 650.000 излегува на референдумот, што беа за. Ама требаше околу 900.000, затоа е неуспешен, значи околу 600.000 извадија. Еве сега да претпоставиме истата ситуација со пописот, да се попишат 600.000 луѓе. Од тие 600.000 луѓе, 400.000 нека бидат еве, овие албанци, турци, роми, власи. Значи тој ќе падне сам од себе. Кој нормален ќе верува дека 200.000 македонци има во Македонија? Дека има само 10% македонци. Значи тој мора да падне сам од себе. Они може да си го признаат као легален. Мислите дека ќе го направат, дека се доволно дрски да речат, видете има повеќе албанци во Македонија процентуално, нели, според пописот до толку има албанци 40%, 20% останати, 20% овоа, 20% она и 10% македонци. Нема тоа е неодрживо прве ни дома, ни во меѓународни рамки. Ја ви го спомнав примерот Србија.
Спомнав примерот Австралија, кој луѓе поферува дека 1600 македонци има во Австралија. Што е игранка? Значи сега игранкава е под притисок голем се на ДУИ, овие договори што ги прават меѓусебни таму со владата на СДСМ и знаете, сега на нив од тој договор, од тие проценти им зависат многу работи. Меѓутоа ние како македонци, јас можам лично да кажам, баталите ги вработувањата, што ги добре се плашат. Така, за проценти за вработување и делба на буџетските средства. Така, по 25% тоа, а сега ќе ги однесат на 30 сигурно. Значи не е проблем тоа. Ние ако сега дозволиме тој попис да се фалсификува, има една појака суштинска причина. Македонија дефинитивно ќе го изгуби темелот на државноста. Затоа мора ние реално да се преброиме. Реално може да се преброиме, они сега се уплашени, они ги имаат тие евиденциите во МВР. Еве да кажеме согласно законот 50 автобуса за еден месец отидоа од Тетово за Германија. Па така тој согласно законот за што е за пристап до лични податоци, ние се обративме до МВР и го добивме списокот на македонски државјани. Македонија има 2 милиона и 520 државјани, тоа е значи во цел свет. Во Македонија има некаде околу 1.700.000 жители со од државјани се и многу луѓе што живеат во странство на Македонија. 2 милиона и 500. Официјално имаме државјани македонски. Од тие некаде живеат тоа што се во Македонија жители околу 1.700.000 и они знаат дека таа нивна бројка е многу мала тука. Што кажавте вие, ајде да не одиме тем мало, ама некаде околу 14 до 15%. И затоа се они сакаат да се брои населението, вкупното население да се брои во пописот, и домашното, и тоа што е во странство. Нели им одговара нив ова вие што го правите на албанците? Да бойкотират? Нив сега не им одговара. Они работата си ја завршија со диаспората. Ги испопишаа, значи и уште се попишуваат во диаспората. Сега со ова да може друго лице да дава податоци за трето лице, ќе испишат што се вели и куче и маче нарачи. Ќе отиде во Тетово, секој ќе им влегуваат во куќите, една жена ќе им извади 10 матични броеви. Така. Не се тука, кај се, законот го дозволува тоа. Само матичен број да покажеш, ќе ги испопишат сите. И сега што е интересно, овој попис 2002 година исто беше фалсификуван. Ама тогаш беше одма после рамковниот договор. Значи 2001 рамковниот, 2002 ова пописот, но тогаш тоа беше еден проект направен така што беше вклучена и албанската држава им помогна со нивната служба. Тогаш они отидоа во странство, ги собраа сите, тогаш важеше таа одредба дека може да се попишуваат само тие што се во странство само до 12 месеци. Значи си беше таа одредбата како тогаш они што направија со помош на албанската служба покојниот Арбен Џефери, Тачи тогаш беа во тоа време, им ги собра сите пасоши и личника на диаспората албанска и ги донесе во Тетово по гости врканици таму и попишувачите кога влегува, ќе излезе домакинката. Тука живееме 15 луѓе, не се тука на пазарот се во Тетово и така ги попишуваа за да се зголеми тој број и затоа тогаш се побуни ова Благица Новковска, директорката што беше на Државен завод за статистика, ја тргна, го ставија тој еден Дончо Герасимовски, како се говори сегашно што е Апостол Поповски, го награде со 20.000 марки ли беа тогаш евра, не знам како евра беа, со 20.000 евра го наградија да заврши работата и ги испопишаа тогаш и дополнително направија македонците муслимани ги попишуваа со молив по тие западните делови таму, а после го бришеа моливот. И со пенкало кога ги пренесуваа од хартија во електронска форма во за албанците. И третото момент што го направија, попишаа многу луѓе од Косово и од Албанија со цел да се покажат дека во регионот ги има многу повеќе. Значи еден ист човек се попишува и на пописот во Косово, и во Албанија, и во Македонија. Три пати се брои. Можете ли да ги овие тврдења да ги да се верификуваат, да речеме, утре ако дојде у Хаг да идеме или некој ве прозве на одговорност, освен вербални, јас мислам така, да се приложат и некакви конкретни докази. Сте работеле во служби, знаете како идат тие работи, нели? Кога се гради случај, може да се гради и на дослух нешто, но кога ќе се излезе на суд, мора да има материјален доказ. Така сега, нашето едно дослух, вече ќе упатам уште еден апел од тука, 2009 година. Сега сме 2021. Значи од 2009 до сега, за 2002 пописот што е, имаме поднесено кривична пријава, уште лежи во фиоките на обвинителството. Со конкретни докази. Значи 2009 година, септември месец. Поднесена е 12 години, не е чепнато ништо. Си стои во фиоките. Значи кажано е објаснато како е фалсификуван пописот. Еве за гледачи само еден момент да спомнам од таа пријава. 2002 година населението во Македонија
е зголемено за 86.000 народ. Од 94-та беше предпоследниот попис до 2002. Значи тоа се од 94-та до 2002 тоа се 8 години. Предпоследниот беше 94-та, последниот беше 2002. И за 8 години е зголемено населението за 86.000 жители во Македонија. И сега од тие 86.000 жители во Македонија, албанското население е зголемено за 67.000. А македонското население е зголемено само за 2.000. Значи за 8 години албанци се зголемило за 67.000, македонското за 2.000, тоа се 70 и до 86 16.000 се останати. Роми, власти, турци. Не тоа проектот Фрчковски, бегалците од Косово? Па тоа е после рамковниот договор кога го направија, после војната. Так. И таму ако ги правите тие споредби, ќе видите дека на едно македонско дете се раѓале 35 албански деца. Мислам што е против природата, нели се албанците ги бие глас дека голем наталитет едно, ама тоа е надвор од човечката логика. Тој попис. Значи на 86.000 зголемено население, 67.000 албанци, само 2.000 македонци. И ние ги имавме сите тие докази во тоа време. 2009 поднесовме и кривична прижава, меѓутоа еве како што кажа за жал таа уште се вие како тогаш? Како Народно движење за Македонија бевме тогаш партијата, после се ребрандиравме во Единствена Македонија. Так. Први називот беше Народно движење за Македонија. Знаете, аргументиве вака ви се доста јаки и сепак се навраќам повторно и повторно, ајде да шпекулираме малце. Јас сакам да шпекулирам. Имаме доволно време, па можеме да си направиме. Учени сте по телевизија, она брзо зборки, кратко потезни, те не може да дигаш 10 минути учи да не, овдека полека, имаме пауза, па кафе, цигара, лезете овдека малце, нирвана оваа телевизија, а и емисија. Знаете што, не се смее. Лабајте се, господине Бачев. Ја не се трудам најлошото да го извадам од гостите, напротив. Не, јас сум тука за да прашате било што не. Знаеш што ми е шпекулацијата и ова често пати па и со гледачите понекогаш го прашам. А што ќе беше? Што ќе се случи? И што ќе се случеше? Ако за референдумот, па имавме сите масовно да излеземе, нека не го признае, ама тогаш повеќето од македонците ќе гласаа против референдум, против промената на името, против прифаќањето на Преспанскиот договор. Са си прамуваме тоа во глава. Јас сам со себе. Ко ние, у жолто комбе. Сега замислете. А сега македонскиот блок да се обединевме и да речевме дигајте се револуција, Австралија, Канада, Америка и така натаму и така натаму. Македонија ви треба сите да сте се попишале до еден. Ако овие можеле со матични бројеви, ние ќе вадиме матични бројеви. Кај да е, ја можам 5 роднини да најдам што се вика у Америка. Што кога би направиле еве спротивно и да ги анулираме сите овие, бидејќи знаете како и на избори сте приметиле, мислам вие сте учествувале како партија. Ако има мала излезеност, манипулации колку сакаш. Ако има голема излезеност, тешко дека нешто ќе се направи. Сега дали ме разбирате што? Да, јасна ми е поентата, меѓутоа тука има пак едно ама, нели што добро, тоа образложете го што е тоа ама. Так, убаво кажавте вие, еве слушаме сега подобра варијанта ќе беше масовно да повикавме кога беше референдумот, да излезе народ. Меѓутоа не можеш кога власта организира референдум, тоа не може да се направи бидејќи сега гледате имате 200.000 административци. Имате 70.000 приматели на социјална помош. Значи владата ги контролира тие луѓе, ги плаши со најголеми закани и тогаш се сеќавате нема реално да нема се сеќавате да се искаже. Се сеќавате имаше таков случај 2004 година за територијалната поделба. Кога тогаш Груевски беше на чело на ВМРО-ДПМН и направивме, тогаш ние бевме дел со тој национален блок, референдум за територијалната поделба. Така. И излегува околу 500.000 луѓе. Сите тие 500.000 луѓе беа против, меѓутоа тогаш власта удри жестоко. Се сеќавате Шекеринска, некои прашања не заслужуваат одговор. Бучковски беше премиер, значи едноставно ја ставија под свое со закани со ова, значи ако не си власт не може власта може да ја закочи таа операција, не може да го изнесеш народот. Еве, ај сега во тие малите места. Па тогаш кога беше референдумот 2004 година, апла ги плашат, таму се знаат меѓу себе, тие се мали места и им поставија на секој кој ше луѓе да стојат, кој ќе излезе ако го видат. Значи, добро,
сепак, ако не се лажам, вие работевте во МВР, така? Од до 2002. Многу добро знаете како можат да бидат, јас сум наивен, нели? Ама вие знаете како власта би можела да манипулира користејќи војска, полиција, администрација. Па може притисоци, администрација, социјална помош, тоа да кажеме, секој пат власта нема да го дозволи. Сега ние да повикавме, ајде да излеземе на референдум, кога беше масовно да се попишуваме, ама луѓето ќе се уплашат. Значи тие притисоци од власта што се прават на терен, сега тоа во јавноста не се гледа, ама во позадин тие се силни притисоци. Гледате, луѓето така се 30 години тука кај нас едноставно ставени се во некоја зависност од власта. Дали со тие пакети, дали со социјални помошти, дали со вработувања, за жал таква реалност, ние сега да направиме еден референдум како во сите нормални земји во ред, да му кажат на народот секој нека се излезе како сака да гласа. Па видете вие за референдумот кога беше. Значи тој национален блок тогаш исто го водевме ние како единствена Македонија. Тогаш Заев практично беше секоја вечер на медиуми, на сите билборди во Скопје. Ке имате бесплатно здравство, ќе влеземе во НАТО, ќе влеземе во ЕУ, 500 евра плата, секоја вечер. И верувате ли во тоа? Мене само тоа ми се слуша, 500 евра плата. И референдумот, а и твојата. Кампањата беше од 1 септември до 30 септември 2018 година. Па јас тој блок што го водевме за Македонија со автобусот што беме, една изјава не дадов за македонски медиум. А дали ќе веруваш, ја ги има таму сега на YouTube, ја дадов најмалку 30 изјави за најпознатите светски медиуми. Кој не дојде кај нас во партија? Русија, тоде Спутник, Deutsche Welle, CNN, норвешка, данска телевизија, јапонска имаше таму телевизија. Значи кој не дојде? За референдум. За референдум кој водевме кампањата. Нема. Зашто беа толку заинтересирани странски медиуми за тој референдум? Пројавија интерес, ама нас тоа не ни помага тука. Наши луѓето не го гледат. Кај нас само Заев беше на сега да се навратам. Мислам дека и тоа дополнителен притисок, бидејќи сите медиуми беа на страната да го прифатиме ние тоа и да го решиме проблемот со Грција. И сега тоа на една трибина имаше така околу референдумот и Заев беше таму и баш тоа прашање го поставив сега ти што ми кажа. И он го каже истото, па вика вие повикате нека излезе народот, па како ќе се определи. Тоа го каже он. И ја му кажав тогаш вака, викам во ред, ајде викам ја ќе го пренесам тоа во блокот наш, ќе прифатиме да излеземе, Арнома ти 5 минути на Сител и ја 5 минути. Ти 5 минути на Телма и ја 5 минути. Ти 5 минути кај Јанко и ја 5 минути. Ама не може така. Ако не може така, како нас ќе не слуша народот, зошто ние ќе агитираме да кажеме народот да биде контра ова? Значи тоа беше, видите, тоа беше веќе една голема кампања. Тука веќе кој не дојде, гледате на денот, во тие 20 дена дојдоа Меркел, дојде Столтенберг, дојде Могерини, дојде Хан, значи кој не дојде тука во таа Тереза Меј што беше ова. И значи ние фактички и на 2 дена пред референдумот дојде американскиот Джеймс Матис, секретар за одбрана. Која демагогија беше Тереза Меј, доаѓа и не убедува да прифатиме за да влеземе во Европска унија, кога они на големо веќе си спремаат планови за искачање од таму. И сега ја почна емисијата со изборите. Значи како помала партија немате резултат, значи на последните избори што беше поентата. Добро. Джеймс Матис доаѓа на неколку дена пред референдумот и Ушија Шекеринска го пречекува на аеродромот, он дава изјави вели вака: Москва ќе се меша. Москва финансира проруски партии во Македонија. Москва има руски инсталации за референдум да не успее. Значи тргна со најцрна кампања. Ама ти им го направи кефот, извини вака на ти што ти се обраќам кога почна да мафташ со руско знание. Так, и сега они почна таа кампања, они ја водеа на антируска основа. И руски инсталации, руски пари, ова и не видовме ништо. Еве, кај се тие руски пари? Ја утрак сум Кошулава руска, може би. Јас утрак сум министар за внатрешни работи, ако знам дека некој зима пари од странска држава, прво што ќе следува апсенија. Бидејќи според македонските закони е забрането политички партии да се финансираат од странски пари. Меѓу другим беше поентата. Значи еден министер за одбрана како Джеймс Матис на најголемата велја сила да кажеме се занимаваше со нас. И бидејќи ние ги победивме тие на референдумот. Значи референдумот беше неуспешен, ги победивме и после кога дојдоа изборите со америчката амбасада на Заев му беше јасно кажано дека новите избори, значи мора да бидат фалсификувани во однос на единствена Македонија. И на тие избори не бевме поразени, не бевме понижени. Значи до таму одеше ова и ако се сеќаваш на 15 јули беа изборите парламентарни, вечерта Заев кога славеше во хотел Лани, кога славеше во хотел Белви, таму славија вечерта овие од СДСМ. Кога прогласи победата, кога каже го поразив Мицковски, си беше смирен. Така.
После кога кажа урлаше, ги победивме анти-НАТО силите, антиевропските сили во Македонија, ова е дефинитивно пораз, минорни партии, малку, а урлаше во Белви. Среќен, весел, радосен, значи поентата беше на тие избори да бидеме ние понижени. И сега они што направија, еве само изборите беа 2000 лани во јули, таму ни напишале некаде околу 3000 гласови, а претходно 2017 година беа локалните избори. Претходните локални избори сега што беа 2017 беа, ние имавме еве 15000 гласови. И сега што се смени од 2017 до лани на парламентарните избори, таков расчекор да има. Тие беа, значи, мораше оној нас да не понижат тогаш, да го покаже заев тоа пред светот, дека нема никакво друго влијание, дека се е за НАТО, се е за ЕУ и ја злоупотребија нашата идеја за Русија. Имавте ли вие генерално во тој период финанси примени од Русија или руски организации или слично? Сосема кратко, па ќе направиме пауза, па ќе продолжиме. Тоа беа Дали бевте финансирани? Тоа беа живи небулози, заев излезе на една пресконференција, добили податок од службата, тој некој во Грција, Савидис, како го вика, така беше, собствено некој тампао, таму Русин некој потегло, 300.000 евра дал тука, финансирал политички партии, па ги финансирал комитите. Тоа е една такви небулози, еве, поминаа тие настани, кај се тие пари, кај се тие пријави, нема ништо. Што викаш, брда беа парите, нешто да видовме. Значи оние злоупотребија, на крајот излезе дека заев има корис од Русија. Целото производство мама са е врот модел во Русија. А цело време нас не обвинуваше. Меѓутоа таа идеја ние што ја промовиравме, они нас еве преку службите што кажете, убаво кажавте, знаме си како работат. Значи, ние ја растуре таа идеја, ние кога се ребрендиравме 2018 година и во Единствена Македонија, видовме една таква еуфорија кај народот низ Македонија, ја прифаќа таа идеја за соработка со Русија, со Кина, со други земји, и они едноставно мора нас да не спречат во тој момент и почнаа тие наменски кампањи, руски инсталации, руски пари. А што беше мојата идеја? А дали некој од Западов имаше контакт со вас, со вашиот блок? Да речеме американскиот амбасадор, европскиот. Со американскиот имавме средби со опција амбасадор, тогаш со француска амбасада имавме. Тогаш за време на референдумот кој не дојде кај нас? Амбасади, странски медиуми, најпознатите светски медиуми дојдоа. За медиуми зборам за официјални лица. Имавме официјални, беше од ОПСЕ представникот, бевме со француска амбасада, со германска амбасада средба, со иранска амбасада, што никој не би се осудил да направи средба. Значи мене ми беше поентата. Што па Иран беше заинтересиран? Тоа е на нивно барање или на ваше? Па видете сега, они сака да ја видат нашата као партија, нели се амбасадорите, сака да се запознаат со определбите на партиите. Како гледаат во тоа време беше актуелно името. Не, имаме иранска амбасада? Има, да. Не знаев. Значи во тоа време беше. Се извинувам на иранската држава за моето неинформираност. И јас бев изненаден кога имав средбата со иранските амбасадори колку они го ценат Александар Македонски. Они не го сметаат за окупатор. Александар, вика, нашите деца го учат од прво деление и на крај тоа дипломатски да ме утеши човекот. Вика, не се секирете, вика, ако северна, вика, вие сте си македонци. Значи колкава почит имат према Александар Македонски, према македонци, тоа е чудо, некој се зачудив. Значи не се од тие иранци што ги гледаме ние, тие некои како ги представуваат како исламисти, како талибанци, радикални, нема врска. Едни прекрасни луѓе, еден прекрасен муабет, значи една голема почит према Македонија. Јас се зачудив. Ме покажуваше книга од прво дене учат за Александар Македонски и го ценат како нивен, а по формално кога гледаме, он е окупатор би бил кога одел по тие земји таму по Персија, по Ама очигледно дека наши историчари што велат он не бил окупатор, него он бил уединител. И ова само до крај да го кажам, значи не беше нашата идеја, ние како што не представува тука. Нашата идеја во тоа време ние кога сменивме надворешниот политички приоритет во партијата беше да покажеме пред светот дека не завршува до Брисел и до Вашингтон. Ние од 90-та година крајот на светот е до Брисел. И ние им кажавме нема повеќе, не светот е поширок. Го проширивме од Белград до Брисел. Така, а ние за тоа време кажавме сме за соработка со Русија, со Евроазијска унија, значи светот да е пошироко поле за соработка, не е до таму. Сакаме соработка со земји кои што не го негираат името, идентитетот, историјата, традицијата на нашиот народ. И сега после тоа го злоупотребија. Почнаа тие наменски кампањи, руски пари, руски инсталации, меѓутоа тоа издиша, нема ништо. Господин Бачев, ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа ќе го продолжиме разговорот. Македонските национални
и стратешки интереси. Продолжуваме со разговорот со господинот Јанко Бачев. Еве, убаво елабориравте пописот и зошто не. За това не стоите само вие и вашата партија, за това стојат повеќе субјекти. Само да уште еднаш кажеме, значи повикувате да не се излезе на пописот, зошто и кој повикува? Значи, националниот блок Не отварам врата, во кој што членуваат 20 субјекти, една политичка партија Единствена Македонија и 19 организации, и повикуваме народот да не излезе од најмалку две причини. Првата е што не сакаме да учествуваме на фалсификуван попис со однапред договорени проценти на населението во Македонија, бидејќи ако дозволиме уште еден фалсификуван попис, дефинитивно се руши темелот на Македонија. И втората причина е, сега што не ја спомнавме, не сакаме да учествуваме на живото загрозувачки попис во услови на светска пандемија, во која што секој ден гледаме голем број заразени од коронавирусот, но и голем број на починати лица. Значи не сакаме да учествуваме од тие две причини. И сега ние може би имаме и трета така причина, може да ме кажам, никаде во светот во исто време нема пописи и избори. Значи ние сега фактички водиме кампања, ќе се совпаднат и кампањата за попис и кампањата за локалните избори. Али генерално првите две причини што ги кажав, значи, и уште еднаш да повторам, народот нека не се плаши, нека не се попишува, нема казни, власта лаже, манипулира и лаже со казни, и затоа еве уште една вечер упатувам апел и ние веќе во блокот, некне тоа го најавивме на пресконференцијата, имаме ангажирано дури 50 по Македонија 50 стручни лица кои што во секое време ќе ја даваат потребната правна помош на лицата, бидејќи обичниот човек сега може да биде заплашуван, ќе му тропнат да врата, може да го заплашат. Ако не отвориш ќе те казниме, така, значи стоиме на располагање, телефоните ќе бидат објавени по социјалните мрежи, значи ќе ја обезбедиме сета потребна правна помош, луѓето да не се плашат, нема казни. Океј, суштинското прашање, битно е овој попис да испадне според неуспешен. Вас. Значи не бойкотираме ние, пописот да биде неуспешен. Неуспешен да биде, и неуспешен да биде, без оглед на резултатите, ако после они се обидат да ги прикажат драматично лоши спрема македонците, так, дека неодржливоста сам по себе ќе падне. Само од себе. Само од себе ќе падне, дека би неодржлив. Господин Бачев, ние сме сега во предвечерието, кампањата се уште не е започната, мислам дека започна официјално 20 септември, но неформално 27. веќе 27, така ли? 20 дена трае кампањата. Но во секој случај веќе е забрефтано, на терен се оди и така натаму. Дали вие лично или вашата партија ќе настапите на локалните избори? Кој, каде, како? Значи, ние ќе настапиме на овие локални избори самостојно. Ќе настапиме некаде околу 35 советнички листи во 35 општини. Значи, много амбициозно. Па видите се во јавноста, бидејќи во соглед на медиумскиот мрак кој што владее према нашата партија, малку се знае за нашите активности. Еве, јас сум единствен претседател на партија кој што има официјална забрана од директорот на Канал 5. Јавно излегува, тоа е цензура од невиден разбери, меѓутоа никој не реагира. Значи, како ја ве имам гледано на Канал 5? Не, од веќе почнува трета година.
трета година, кај што веќе ја имам таму цензура. Излегува со официјален став. Аха. Таму од нив нели познати причини, ја имам цензура од тој директорот како беше Мирчевски. Зошто? Имам цензура, па сега они си знаат. Значи јас сум единствен председател кој што е со официјална цензура. Не официјално да, него излегува ова водителката, спикерката, најави, вика на Бачев, вратите му се затворени во Канал 5. Значи, со оглед на тој медиумски блок, ние повеќе нашиот акцент го ставаме на терен. Работиме на терен и имаме, и сами што кажавте, ние после ВМРО и СДСМ ќе бидеме партија со најмногу листи советнички, тоа покажува некоја сила во партијата. Сега ние имавме... Тоа левица го вика? Па и они тука парата со 35 до 40 листи, така го кажуваат, дека и они ќе настапат со таква бројка, иначе ние сме тука. Со тоа што сега тука има кај нас една посебна специфика, значи ние имавме еден список на градоначалници 15, меѓутоа најверојатно нема да настапиме со кандидати за градоначалници, бидејќи ќе го прифатиме повикот на опозицијската партија да не ги делиме гласовите за градоначалници, да им дадеме поддршка. Добро. Во општините кај што ќе имат градоначалници, а со листи ќе се настапиме сами. Сега тие градоначалници бидејќи е многу битно бидејќи кај градоначалници е мнозински систем, може да се изгуби за еден глас. Таму кој има повеќе гласови, тој победува. Значи на гласањево ќе имаме да гласаме за листи, Петро градоначалник, Станко, Бранко и посебно за има две листи. Зимаш две листи, листа за советници и листа за градоначалник во општината. Значи за да се одржи кохезијата за градоначалник, ќе се фокусирате на еден. Неке немаме ние градоначалници, нема да истакнеме листи, ќе ги поддржиме опозицијските. Така. Сега зошто го правиме тоа? Бидејќи како што кажав сега, наш градоначалник, пример ако истакнеме пример 10-15 градоначалници, они не може да го победат кандидатот на СДСМ и ВМРО ДПМН, ама ако имат 500.000 гласа, значи може да направат разлика, бидејќи за градоначалник може да одлучи еден глас. Значи таму е мнозински. Кој има повеќе? Значи вие отворено велите дека ќе застанете зад опозицијски. Опозицијските од која причина? Значи да не се сватиме сега дека ние не сме во коалиција, него сега тоа го правиме бидејќи ние сме во основа национална партија која што се бори за националните интереси. Нас не се битни националните интереси. Еве јас лично, ако отворите на моите тие страни на социјалните мрежи или нашата веб страна, нашите соопштенија, пресови, ако ги видите, можеби нема човек кој што повеќе ги има критикувано и ВМРО ДПМН, и Груевски, и Мицковски. Меѓутоа, нас сега не води една единствена цел. Мора сега да оставиме се на страна. Ние сега имаме една повисока цел. Ако луѓето викаат дека овие се локални избори, немаат врска, не е точно. Ние мора сега да го начнеме веќе заев на овие локални избори. Ако сега ние не успееме и опозицијските градоначалници да се направи еден добар резултат, тогаш веќе со Македонија дефинитивно е крај. Значи не сме за сега да му се дозволи на СДСМ да победи на овие локални избори. И ние водени од таа идеја, од таа цел, една повисока цел, сега оставаме се на страна. Еве ние со ВМРО да кажеме, пример генерално се разликуваме стратешки за надворшно политичките приоритети. Они се за НАТО и за ЕУ, ние не сме за НАТО, ние сме против НАТО. Ние го мразиме НАТО. Не го сакаме НАТО. Меѓутоа сега треба да оставиме се на страна. Сега ние мора да се вратиме државата назад, мора внатре. Мора ова инсталирана влада да се начне нови локални избори и да почне незиниот пат. И ако тоа се случи, многу брзо ќе има и парламентарни избори. Значи, водејќи се од таа идеја, од тие национални, бидејќи ние не добиваме ништо со тоа, единствено пред нас ја гледаме повисоката цел за Македонија. И затоа во последен момент одлучивме таа бројка од 15 што ги имавме, да не ги истакнеме како кандидати за градоначалници. Ние, бидејќи за градоначалници... Туку како носители на листи? Па не, таму има цели листи се тие. Колку има советници во општината, толку луѓе мора да имаш на листата. Но листите за советници е многу потешка работа. Ние имаме некаде околу 1000 кандидати. Пример сега има центар Скопје, има 23 советника, мора да имаш 23 луѓе на листата. Пример Куманово има 33, Битола 3, нека имаме преку 1000 кандидати на листите. Од друга страна за градоначалници е многу лесно да настапиш. За градоначалник кандидат треба еден човек. Кандидат за градоначалник. Значи можеме да направиме не 15, може да направиме и 30 листи за градоначалници, ти треба 30 луѓе. Ние тешката работа ја завршиме со советничките листи, каде што имаме преку 1000 кандидати. Али тука сега, што кажав, се водиме од една повисока цел, ќе ги поддржиме тие опозицијски кандидати за градоначалници се со цел да почне падот на оваа, како да ја наречам веќе, нелегална власт која што изврши тешко здосторство врз македонскиот народ, па ќе се навратам еве со договорот со Грција, значи со бричење на име, идентитет, историја, едноставно не брише од светската мапа на нации.
И ние, како што кажав, сме партија која во основа се бори за националните и државните интереси. Не сакаме многу да зборуваме како големите партии, гледате секој вечер, економија, вака, онака. Ние тргнуваме од една проста вистина. Многу е лесно да направиме државата економски убава, со економски стандард. Економската наука се погрижила, ги измислила сите механизми како се прави држава со убав стандард, со какви даноци. Треба само честни политичари. Ти имаш едни бандити кои 30 години лажат, крадат и арестуваат државата, и тука нема напредок. Значи, треба само честни политичари, се може да се среди во оваа држава. Преку ноќ може да се среди. 2 милиона народ. Значи, таа е нашата замисла сега околу локалните избори и очекуваме да имаме добар резултат, бидејќи како што кажав, имаме околу 35 листи и целта не е да влезе 35 листи, тоа значи скоро во секој град во Македонија. Така. Па ќе немаме во тие албанските средини таму доминантно што се. Значи целта не е да влеземе со наши советници во општините и после може да се влие и од надале, да видат луѓето тоа една честност, еден нов пристап во работењето, бидејќи ве гледаме веќе 30 години преморени сме, а гледаме во регионот овие партии што беа пандан на ВМРО и СДСМ горе доле го губат приматот. Еве се сеќаваше ти си повозрастен како мене. 90-та година во Србија беа Милошевиќ и партијата на Вук Драшковиќ. 30 години покасно на Милошевиќ партијата е трета или четврта таму социјалистичка партија, таа на Драшковиќ јас нема. Бугарија 90-та година Желев сојуз на демократски сили и социјалистичката партија која произлезе од комунистичката партија. 30 години покасно го снема тој на Желев сојузот, дојдоа царската партија, тој Саксобурски, па еве сега Бојко Борисов се променија. Или попластичен пример Грција, 200 години пасок нова демократија. Пред 5-6 години колку беше Сириза трета партија, ја однесе во историјата таа пасок. Сега е таму трета или четврта партија. Така да се, значи, тоа е нашата цел на овие избори и јас сум убеден дека тоа што одиме по Македонија, дека ќе направиме така еден добар резултат. Сметате ли дека честни ќе бидат овие избори? Па видете се, тука треба да бидеме на чисто. Тоа не е само во Македонија, тоа е секаде случај. На секој избори власта тргнува со 5 до 6% во предност. Тоа е да кажеме на милион, во Македонија околу милион гласачи излегуваат вообичаено, околу 60%, тоа е милион. Значи на милион 5 до 6% се 50 до 60 илјади. Значи на секој избори власта е во предност. Еве сега Заев утре да тргнеме на избори, векон 60.000 гласови ги има. 60.000 не води. Бидејќи има буџет, има механизми вработување, социјални помоши. Тоа не е спорно, тоа сите го прават. Тоа го прави 30 години. Сега останува, значи, ние да го немиреме тој дел кој што го гледал во што се случува. Значи имаше една власт која што плива во криминал, во корупција, во неботизам. Еве сега пред 2 дена ги фатија со овој дипломатски скандал што беше. Што го имавме тоа и не гледаме ни една оставка. Дипломатот што трчаше преку граница да пребега во Македонија. Тоа е скандал пар екселанс. Си остави деца и се. Они рекоа дека тој дипломат е од 2015 година, од времето на ВМРО, као и за све. Све што не чини во Македонија од времето на ВМРО. Све што чини е се они и така натаму. Тоа е дипломатски скандал и не гледаме ни една оставка. Си ја префрлаат вината, овој бил виновен, овој бил виновен. Значи гледаме една власт која што каже вплива криминал, корупција, непотизам, али што е најстрашно и национално предавство. Гледате какви национални предавства направија со Грција, со Бугарија. И последици никакви. Последици Уво не им чуе. На анкети наместо да видиме дека губат 1:5, работите се многу блиску. И сега човек, нели, народот го убедувате дека е народот заплашен, има механизми вакви такви. Абе се викам, на крајот на краиштата, кога ќе застанеш зад параванот, никој не знае што ќе заукажеш. Тоа нема шанси, не можеш ни да го сликаш, оти тешко тебе ако го сликаш. У затвор ќе завршиш, за да се оправдаш кај некого. Така што, знаеш, човек треба да се запраша зошто па разлика ако се они толку предавници, толку криминал и така натаму. Еве да ви веруваме дека е така. Зошто тоа народот не го перцепира? Зошто не се осеќа на анкети? Зошто не се осеќа на овие намерења на популарност? Па видете се, народот, значи, убаво каже, јас, пример, не сум политичар кој што сакам со лигавиње да ја барам довербата од народот.
Значи, јас сум да зборувам вистината и се сложувам со тебе. Значи, нашиот народ не беше на ниво на задачата со реакцијата во овие 2 години што се случи во Македонија. Се продаде се живо македонско, не избриша како македонци, али за жал, еве гледате, немаше реакција соодветна. Зошто е тоа така? Што мислиш? Еве, Па сега тоа веќе работа за некоја психолошка, можеби историска, генетска анализа на македонскиот народ. Еве, ја не дојдов до одговор. Па еве само ушова да го кажам. Сум го прашувал, потавал тоа прашање. Зошто немам одговор. Еве денеска, сега во емисијата доаѓам од Кратово. Таму Добре. комитетот го отворивме наш, ја направивме листата и денеска е 6 септември, ден на ослободување од фашизмот на Кратово и положивме цвеќе таму на Ја реков од Зиг. отворивме Те насмеа. положивме цвеќе на двајца спомени. Тоа ти дојдат солзи на очите. Родени 24-та, 44-та загинати во борба со бугарскиот окупатор, на 20 години деца загинати. И сега што генерација сме ние како македонци, значи се бореле да ја направат државата, или по они или по линденците пред нив се бореле, ја добивме државата, сега ние не може да ја зачуваме. Еве положивме денеска цвеќе на 22-3 години загинати партизани за Македонија. И ние сега не сме во состојба да си ја сочуваме оваа држава. Не сме. Еве и Не ова сме. еве сега ме навракаш, ми доаѓаат И тоа, господин Бачев ќе ви кажам, не ни се виновни политичарите. Јас сум цврсто убеден дека само политичарите што ги имаме и што ги мразиме се лице и прилика на народот каков е. Ако се политичарите нечесни, нечесен е и народот. Бидејќи кај што има чесен народ, имаме и чесни политичари, да не се лажеме. Па јас сум за критика спрема бидејќи еве сега се сетив кога одевме во кампањата за референдумот. Таа кампања ја почнавме во јуни месец 2018 и ја теравме се до јануари, кога беа 11 јануари беше седница на собранието кога ги усвоија уставните измени. Значи од јуни 2018 до јануари 2019 тоа се 7 месеци. Значи 7 месеци нас улиците, плоштадите не беа домот. Одевме пред тие 8 претеници, дома им протестиравме, секој ден правевме протести, гранични премини протестиравме, блокиравме. И на 31 јануари 2012, тоа ќе ми остане во спомен, вака сега бидејќи спомна околу народот, на 31 декември нова година, ние ја чекаме пред собрание 2018 кон 2019. Ја чекаме пред собрание таму, бидејќи за 8 дена беше закажана седницата за промена на уставните измени. Ние пред собрание бевме околу 600 луѓе. Значи да ја браниме Македонија, да го браниме името, да спречиме предавството. На 50 метра од нас на плоштадот, Дино Мерлин 50.000 народ. И пази сега се гледаме на плоштад, ечи 50.000 народ. А тука се бие битката за Македонија 500 луѓе. Да отидеш да ги кажеш, да ги прашаш, знаеш што ќе ти речат? Ајбе, баш ми е гајле. Па може и така да, еве тој случај еве ми остана во сеќавање така. Отидевме на 50 метра. Од тоа треба, значи секоја политичка теза и акција треба да трга од таму. И уште едно, вака пријателски совет, не морам пријателски, него совет е воопшто, не верувај на Фејсбук. Ако на Фејсбук добиеш 2000 лајк и повикаш дека овакво, од тие 2000, 20 ќе дојдат. Секогаш е 1:10. Значи 19 души лажат. Не ги нарекувам лажговци, затоа што не те лажат тебе, се лажат себе. Знаеш, у тој момент, да, ќе дојдам, еј, супер, напише, и нема да се појави таму. Нема ни сам да си знае. Кога ќе ги поставиш тие прашања јавно, ево ако сакаш да отвориме телефони, знаеш што ќе ти рече? Нема кој да го поведе народот. Не. Кога народот имаше кој да го поведе, народот не тргна. Ама после се жали, нема кој да го поведе. И сега, и тоа е еден затворен круг, се согласувам, тука и ние сме стварно за санаториум како народ, ние сме за една тешка обсервација, за една тешка фройдовска анализа, за да се види каде е коренот на проблемите и од таму да излеземе со некакви. Ја мислам, искрено се плашам поаѓајќи од тоа, не знам како ќе помине и со пописот, а и не знам дали резултатот од референдумот за промена на името, дали ќе го вратиме. Затоа што и кога ќе дојде време за ресетирање, ќе биде потребна голема маса на народ. Тешко дека ќе ја добиеме. Па ние... А ние да имавме 300.000 души, еве да речеме со вас, блокирање гранични влезови, блокирање работа на собрание, работа на влада, ќе се завршеше работа. 300.000 македонци. Не велам сите,
300.000. Па може би така сме на некоја лежерна ситуација повеќе насочени. Еве за референдумот послуша народот, не излезе. Еве сега за пописот, да кажеме, може би полесно му е од дома. Ќе го прифати повикот да не се попишува. Ама кога треба на улица да се излезе, да се направи така, Нема искачање да на улица, заборај ги тие работи, но тоа времето го покажа. Дури и Љупчо Георгиевски, времето да искачање на улици беше тоа 90-ти години. Тоа што го кажа по Facebook, значи викаш 1000, 2, 3, 5000 ќе ти кажат доаѓам на протестот и дури ми останаа во сеќавање на тие коментари. Вика господин Баче, вика влезете, вика во собранието, вика запалете го, се не вика да го запалиме, ќе дојдем. Да, влезете, вика запалете го внатре, направете го. И ти у затвор и да те стрелjaат и стварно ќе завршиш работа, имаш лајк од мене. И таа е некоја психологија така на размислување, значи гледаме ние по околниве земји, по Европа гледаме, во собрание внатре гужви, тепачки, да кажеме, или на улица протести. Значи сега не е за најсветото нешто, за името, за идентитетот. Ти само види ги у Франција земјоделците кои ќе им спуштат цената откупна на млекото за 1 цент, гори цела Франција. Ти што сакаш? Ги гледаме сите тие настани. Еве кога беа за и внатре уставните измени, требаше да има малку порадикален одговор. Да не забораваме дека кога беше за името во Грција излегоа милиони на улица. Милиони. Ако треба веќе и со инциденти ќе се бранат интереси внатре во собранието. Ако треба... Постои, ве разбирам, ама постои начин да се иде институционално и законски, само потребна е масовност и храброст. Ние немаме ни едното ни другото. Немаме храброст, немаме масовност. Ние очекуваме некој друг да ја заврши. Ние кога беше промена на ова на власта, апла гледаме дека Талат Џафери го избират на каубојски начин. Така не се бира председател на местна заедница. Се сеќаваш на сликата. Се собраа таму овие претеници од неколку од ДСДС, дигнаа 2 прста, не може тоа така. Ама народот сега гледај сега што перцепира. И се разбира, се согласувам со вас. Ама доби честитка од USA, доби честитка од Европска заедница, резултатите ги прифатија сите земји во светот и сега народот вика чекај. А што ти знаеш како е? Ние може да се колеме, ама што кажа американците, што кажа русите, што кажа германците, и по тоа се водиме. Они признаа, ајде, седи мирен. Чим они признале да не бомбардираат. Мислам, уште таа небулоза трае. Тоа не е спорно да кажеме тоа влијание меѓународно, меѓутоа, ако ние имаме внатре цврст отпор, цврсто единство македонско, не може тоа да го струши никој, не може цел народ да го... Па ја што ти изборам? Грците алал да име. Грците имаат демократија на тони повеќе од нас. Кога беше за името, најкриво што ми беше, што они излегоа милиони кога протестираа Македонија, да не се века Македонија. Милиони излегоа. Па сега, ајде види го ти ова. Значи, ние кога би имале, сега може би требало тоа се направи 90-та година, ама не е касно, значи тие неколку точки мора да се дефинираат. И од тие точки нема излегување. Нема мрдење. Ние немаме црвена линија. Без разлика кој ќе победи, кој ќе прави коалиции вакви онакви, значи тие точки да не се чепкат. И ние сега тоа го немаме. Тоа е одамне накажено. Домашното единство е најсилната брана против било каква закана, дали внатрешна, дали надворешна. Еве сега се вратам на случајот со референдумот 2004 година. Тоаш беше Хавиер Солана, комесар за надворешна политика. И он сега тие неговите агенти тука шпиони од Европска унија му пишуваат на Солана во Брисел таму и му викаат шефе, не се секирај, вика, референдумот вика нема да успее. Вика има вика околу 200-300 илјади македонци вика осознати што се решени да го тераат вика референдум, другото не се знае вика што е вика раскарано. А што ќе се случи сега некој му пишува шефе, милиони и пол македонци вака се. Што ќе правиме? Цврсти се вака се ставот им е единствен. И тоа ќе замислите тие во Брисел. Што ќе направат? Ќе играат со тие што ја држат улицата. Се они наоѓаат марионети ве како Заев 30 години така марионети ги наоѓаат и после ги пуштаат да се збогатат и после не им го чепкаат богатството, али од друга страна, значи послушно, сервилно ги спроведуваат тие политики што за жал се на штета на Македонија. Кога би го имале ние домашно единство, многу друга би била. Па гледате го 2001 година. Прашање на финансии, огромни пари, Европа и Сорос фрла овдека, некој си
па дури и USA тврлаше заедно со Сорос 10 милиона годишно. Па еве Не 2001 се тоа година, мали пари. така 2001 година за среќа или не среќа, еве бев во една служба во МВР кај што ги видов сите предавства во војната. И тоа ми беше мотивот да излезам 2002 да правиме партија да се бориме против овие. Значи 2001 година војна имавме, Бранко и Лјупчо не седна да си кажат вака, било што било, дај сега војна сме да ја браниме државата, после на избори пак ќе се расправаме, ќе се. А што правеа они? Одеа кај тој Леотари Пердио, само се кодошеа меѓу себе. За да се зголемат моќта спрема као политички ривал. Значи, од тие страшни предавства, и денеска мене бе толку тешко, кога гледам прослави на учките. Абе, тие беа 500 бандити 2001 година, кои што отидоа во планините, на Македонска служба за државна безбедност знаеше се, колку се, каде се, зошто се таму и можевме да ги решиме во прв момент. А имавме 50.000 во тоа време војска и полиција, ако ја земеш. И зашто не ги И решивме? денеска ми е толку тешко кога ќе слушам дека македонските бранители биле поразени. А ние во тоа време Ние изгубивме војната. ја изгубивме на дипломатски, политички, од предавства, па околу 80 бранители загинаа во Македонија. Еве, види ми ја историјата, ќе видиш, на прсти може да се избројат кои загинаа во директна битка со учките. Сите загинаа во заседи од предавства. Сите 80 нагазна мина вамо, нагазна мина онамо, Карпалак, Вејце, Љуботен, сите се во заседа од предавства. И велиш предавствата дојдоа пред се од горе. Меѓу наши овие Нашите. од македонски велити. Наши, ве кажем, Лјупчо и Бранко не седнаа да кажат дај сега ќе ја браниме државата. Господин Бачев, па еве, убаво изелабориравме скоро се, помалку или повеќе. Се надам дека во некоја друга прилика повторно ќе се видиме. Ако имате уште нешто за завршен збор, повелете, ја немам што повеќе да ве потпрашам. Па тоа е сега, еве идат локални избори, народот обично викат нели дека народот секој пат е во право, јас ќе кажам обратно. Народот се не смее да сгреши повеќе. Оти сега ни е моментот на овие локални избори, значи да почне падот на ова, како да ја наречеме веќе, нелегална инсталирана власт која што е купена, контролирана од странски центар и пак ќе кажам, значи јас не сум политичар кој што сакам да му ласкам на народот, да ја добиам неговата доверба, него ќе му кажам дека сега не смее да погреши повеќе. Ви благодарам за учеството во емисијата и посакувам се најдобро. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се го Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Република Македонија. Се различни изрази Ама, да ти кажам нешто, јас сум велик граѓанин на Република Македонија, па ќе се откривам од овде јавно, гледам по телевизија, ќе
наложи сервис и сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдейти све, па ќе ти дојде да си купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го оталотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интензивна. Андрей 10. Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележеле веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се отказвам од собството 16 краков. Сакам нам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам се души поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик и тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Може за госпожата. Добро, еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готва, татко му седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е уреду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш тамо. Або викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добро ме на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пак ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, тие Далтони што веќе ти видите, верел сум јас, најглупиот, само слушај, не проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти Бојле горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А греалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Тамо да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле.
имаш